Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе видиме всушност каде во процесот на генска рекомбинација всушност ние создаваме зголеме диверзитет, разновидност на антитела. Значи, првично имаме ние всушност повеќе генски сегменти во germline, така во germline, односно во зародишната линија. Односно тоа ни кажува дека можеме да добиеме повеќе варијации на антитела во однос на тоа дека имаме V генски сегменти, D и J генски сегменти. Така. Сега, освен тоа што имаме повеќе генски сегменти, ние можеме и да ги комбинираме тие генски сегменти. Така, значи нели ние освен што имавме на пример 4 V сегменти, 6 J сегменти и така натаму, ние освен тој број на сегменти не можеме да ги комбинираме на различни начини. Така на пример 21-иот V сегмент со 13-тиот D сегмент со 4-тиот J сегмент. Така, значи може ние да ги комбинираме тие, односно да ги рекомбинираме на многу различни начини, кои го зголемува диверзитет. Наредно е флексибилност при поврзување. И ова не го разгледавме баш во минатото видео, но сега ќе го разгледаме малку подетално. Едноставно, кога имаме приспојување на V со DJ или D со J, всушност не мора да биде секогаш мазно наводници приспојувањето. Значи може да се приспојат на различни начини и тоа е еден вид флексибилност при поврзувањето, при правење на кодирачки спој. И ќе го разгледаме. Значи сите овие работи сега кои ќе испомнам ќе ги разгледаме повторно сега во текот на видеото малку подетално. Наредно е додавање на P нуклеотиди. Значи P нуклеотиди додававме нели од која Артемис ќе ја скинеше шнола структурата и едноставно ќе требаше да додадеме палиндромска секвенца за да се надоврзе со крајот со кој штрчи, така. И тие беа тие P нуклеотиди, palindromic nucleotides. После имавме исто додавање на N нуклеотиди, нели рековме помеѓу V, D и J може да имаме екзонуклеазна активност, каде што ќе се раскинат одредени базни парови и ќе треба да се додадат N нуклеотиди од страна на TDT ензимот. Значи ќе го разгледаме ова во текот на видеото, каде што всушност се генерира исто така разновидност. Сега за соматска хипермутација всушност не знам дали спомнав, но поентата е дека во регионот на вариабилниот дел ДНА имаме многу повеќе мутации, односно многу помалку се поправаат. И тоа е важно, значи имаме хипермутации во тој регион што зголемува диверзитетот на антитела. И последниот механизам е комбинаторското поврзување на лесните, односно тешките синџири или пак вериги. Нели имавме различни тешки синџири, имаме различни лесни синџири. Можеме да имаме капа, можеме да имаме ламда. Така, зависно кој со кој ќе се поврзе, може да направиш различно антитело. Сега, овие значи се основните механизми кои ќе ги разгледуваме и сите овие механизми всушност дозволуваат да имаме огромен број, односно огромен диверзитет или пак може да се каже како разновидност на антитела или на имуноглобулини. Но делото овие работи важат и кај T-cell receptors, така што не мора да значека се само за имуноглобулини. Сега, првите два механизми на кои се генерира разновидност се всушност многу едноставни, нема нешто многу да се задржуваме. Значи првиот всушност ни кажува дека постојат повеќе генетски сегменти, така кај човекот, кај heavy веригата, така кај тешката верига, имавме околу 45 функционални V генски сегменти, имавме 23D генски сегменти, така 23D генски сегменти, имавме 6J генски сегменти. Наравно имаме различни константни региони, но ние главно ќе се задржуваме значи на вариабилниот дел од антителото. Сега овие бројки како што имам напоменато се различни за различни синџири, односно L капа има еден број, L ламда има друг број, не се толку битни броевите, значи не мора да се памтат, но поентата е имаме различни броеви на различни генски сегменти кои се разликуваат многу често и од индивидуа до индивидуа, но особено помеѓу различни видови. Сега нормално ова не ни дава голема разновидност, но кога ќе го приклучиме вториот механизам, тој веќе не ја зголемува разновидноста прилично доста, кој ни овозможува рекомбинирање, односно комбинации на секој V со секој D со секој J. И тоа значи дека го земеме heavy синџирот, во него имаме 45 по 23 по 6, што е 6210. Сега за капа лесниот синџир имаме всушност
5 можни комбинации и за ламда имаме 170. Сега често се прави, значи ова 6210 да се помножи по збирот од овие, значи 205 плюс 170, што ќе биде 375 и да се добие некој си број, каде што ќе изнесува од прилика, односно приближно 2,32 милиони комбинации. Сега ја овдека всушност комбинирав два различни механизми, или го комбинирав овој вториот рекомбинирање и плюс земав комбинитарно поврзување на лесни и тешки вериги. Но ако го изоставиме ова поврзување на тешки со лесни вериги, едноставно би имале толку комбинации. Сега, тоа повторно не е некој си многу голем број, така? Сега нареден механизам кој уште повеќе не го зголемува овој број е флексибилноста при поврзување. Третиот механизам е всушност флексибилност при поврзување, односно при правење на кодирачки споеви. Сега, први идете на оваа тука десно сликава. Од кога ќе се додата и нуклеотиди, пенуклеотиди, така, значи различни процеси, друг исто процес кој се случува при спојување на самите В и Ј генски сегменти е спојувачка флексибилност, или флексибилност при спојување. Каде што спојувањето може да биде кај кој било нуклеотид од В со кој било друг нуклеотид од Ј. Сега нормално не да идеме кузнае до каде, но овие на почеток. Така, например, може да се прекине КЕЦ, како вика, КЕЦ да идеме до ТГЦ, значи до овдека, и после да се прикачиме на овој тука дел натаму. Така што овој дел ќе се отстрани и овој дел ќе се отстрани. Сега, ако тоа се случи, немаме нарушување на рамката читање и најчесто тоа ќе биде позитивен реаранжман, односно продуктивен. Не мора да значи дека е позитивен. Ќе биде продуктивен реаранжман. Може да видиме двојката. Така, двојката не вика да завршиме ГТГ. Значи двојката не вика овдека да завршиме и потоа да се приклучиме, да следиме стрелката овдека. Така што ова ќе се отстрани и ова ќе се отстрани. Вкупно се отстрануваат 6. Така што повторно немаме поместување на рамката на читање и најчесто тоа ќе биде продуктивен реаранжман. Така, ако отстрануваме секогаш број кој можеме да го делиме со 3, нема да има поместување на рамката на читање. По 3 ни вика да прекинеме овдека, така, и да го се приспоиме од овде натаму. Така што ќе се отстрани ова и ќе се отстранат овие 5. И вкупно имаме 6 отстранување, односно повторно немаме поместување на рамката на читање. И тоа ќе биде продуктивен. Сега, непродуктивно би било као 4 и 5, каде што сечаме овде и исто така сечаме овде. Така, значи, ова ќе се отстрани и ова ќе се отстрани. И всушност сме отстраниле 5. Тоа значи сме ја поместиле рамката на читање. Ако сме ја поместиле рамката на читање, има голема шанса дека ќе наидеме понатаму на некој си стоп кодон, добро не е баш кодон зашто уште немаме ерена, но стоп триплет од бази кој што ќе прекине понатаму или транскрипција. Не мора да значи дека ако отстраниме непарен број, мислам број кој не може да се дели со 3, дека ќе прекине транскрипција, но има големи шанси. Или пак петката која не вика овдека да скратиме, и не вика овдека да скратиме, тоа е 1 2 3 4 5 6 7 8. Значи 8 не можеме да го делиме со 3. И најчесто имаме поместување на рамката на читање и многу голема веројатност да се јави ваков стоп кодон кој понатаму нема всушност да имаме транслација во протеин. И затоа важно е ова приспојување дали ќе биде продуктивно или не. И повторно дека имаме насликава, значи сигналните спојови секој што се врзуваат совршено, значи хептамер со хептамер, додека овдека можеме да имаме различни варијации, значи оваа левата слика исто што и десната, само што на различен начин прикажа. И интересно е дека местото каде што овдека имаме флексибилно приспојување е најчесто CDR3, односно комплементарно детерминирачки регион, односно тоа беше еден од оние, ако памтите, као прсти што излегува од варијабилниот регион на кој се прикачува антигенот. Така, значи тие беа овие. Вака да идеме малце надоле. Значи памтите, во варијабилниот дел имавме вакви кои скачаа надвор као прсти на видум,
каде што всушност за нив се врзуваше дадениот антиген и всушност овие региони се тие каде што всушност се случува вакво флексибилно приспојување. Односно аминокиселините кои се наоѓаат во овие региони, бидејќи овие се составени од аминокиселини, овие се протеин, додека овие овдека се базни парови. Овие базни парови сакам да кажам дека ќе кодираат понатаму за аминокиселините кои ќе се наоѓаат во CDR3 регионот. Тоа значи дека флексибилното приспојување е многу важно за генерирање на варијабилни региони кај антителата. Добро, тоа е значи третиот начин на создавање на диверзитет. Четвртиот начин, ќе обележиме со виолетова боја. Четвртиот начин е всушност додавање на P и на N нуклеотиди. Значи ова го разгледавме минатото видео, така што не можам скроз да објаснувам каде сега се наоѓаме, но едноставно само на кратко ќе опоменам процес. Кога имавме нарушување на шнола структурата, нели, откако ги имавме раг протеините претходно, нели, направи еден ник и после всушност се приспои вака за кој шнола се образуваше, нели, имавме ОХ кој имаше електроника и ќе подежиме. Имавме ОХ кој што имаше електроника, идеше кај фосфорот, така што се приклучија и направивме ваква шнола структура кај варијабилниот регион. Значи тоа го гледавме минатото видео, ајде да не се повторувам. И сега, кога ја раскинувавме оваа шнола структура, така се направија најчесто штрчешки крајови, дали 3' или 5'. Сега тие не може така да се приспојат и мора да се создадат одредени палиндромски секвенции. Така во овој случај, значи да TCGA ќе биде A G C T, кој е палиндром на таа горе. Така и овдека ќе биде T A T A. И кога се направат овие палиндромски секвенции, всушност се прават со додавање на нуклеотиди и викаме додавање на P нуклеотиди. И понатаму ќе имаме лигирање со помош на одредени лигади. Значи тоа е менување всушност само генски материјал со тоа што додаваме нуклеотиди. Сега, можевме и да додаваме и N нуклеотиди. Значи додавањето на N нуклеотиди е поради, сега дека не е прикажано, но нели имавме претходно, иако не мора и вака да е, но претходно нели имавме во минатото видео имавме една екзонуклеаза или екзонуклеазна активност на некој си ензим, кој што вдека отстрануваше одредени нуклеотиди по случајен избор, каде што тие се поправаа од страна на овој TDT ензим, односно кој е терминална деоксинуклеотидил трансфераза, кој што додаваше и нуклеотиди по случајен избор. Сега во овој случај до 3 базни парови, односно 6 нуклеотиди, и не ја изместил рамката на читање, но некогаш ова додавање на нуклеотиди може да е дури до 15, што не е парен број, и така што 15 ако поделиме на 2, тоа ќе дојде по 7,5 бази во една верига, што не може да биде 7,5 бази, некаде нешто ќе дода една база повеќе, некаде помалце, но како и да е, има голема шанса да ја измести веригата на читање, што може да биде лошо, но не мора да значи, не мора секогаш изместувањето на веригата да биде непродуктивно. Значи, ова додавање на N нуклеотиди исто така е зголемува диверзитетот, бидејќи додаваме нови нуклеотиди кои претходно не биле таму. И плюс се додаваат по случајен избор, така, значи може да биде, не мора да биде AGT, може да бидат, зошто не бидат TT, AAA. Може и така да ги стави. Значи има многу варијации на кои може да се додадат и може да се додадат доста нуклеотиди. Значи тоа е овие P додавање на P нуклеотиди на N нуклеотиди, четврти и пети начин на зголемување на диверзитет на антителата. И сега ни остана уште два механизми. Тие беа соматска хипермутација и комбинаторно поврзување на лесни и тешки вериги, кој едноставно се објасни. Но сега идеме на соматска хипермутација. Значи ова е интересно. Ја бележиме со 6. Сега, соматска хипермутација всушност главно се случува врз V, D и J генскија сегменти. И интересно е колку многу повеќе имаме мутации таму него во остатокот од гените на ДНА. Интересно е дека стапката на мутација во овие региони е 10 на минус трета базни пара на генерација. Односно тоа значи дека секој илјадити базен пар всушност има мутација. А бидејќи гените, базните парови на овие генски сегменти опфаќаат околу 600 базни пара, нели овие се варијабилните региони, ова не е целиот тежок синџир, тоа значи дека отприлика на секој две генерации ќе имаме една мутација.
Значи една мутација на 2 генерации. Зашто 2 генерации ќе биде 600 по 2200, така што ќе имаме 1,2 мутации, така. Зашто реков дека имаме една мутација на секој 1000 базни пара. А нашиот е 600, така што во тек на 2 генерации најверојатно ќе имаме 1,2 мутации во тој регион, но ќе речеме една мутација. Сега за контраст, во останатите делови од ДНА, стапката на мутација е 10 на минус 8, што е 100.000 пати, така 100.000 пати пониска стапка. Односно ова значи дека на секој 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, дека на секој 100 милион, односно 100 милионити базен пар, имаме една мутација. Значи на секој 100 милионити, што е многу голем број, во однос на секој илјадити. Значи мутацијата во овие генски сегменти е многу зголемена. Кои се причините поради тоа, не знаеме, мислам механизмите кои се. Најверојатно има помалку репарацијски протеини кои действуваат тука, така што се случува мутација, ама никој не ги поправа. Додека во останатиот дел од ДНА, ако се случи мутација, некоја поправа и затоа имаме оваа стапка, додека овдека најверојатно никој не ги поправа мутациите и затоа имаме толку често задржување на мутации. Сега, најголем дел од овие мутации не се некои инсерции или делеци, него најголем дел од овие мутации се субституцијски мутации. Значи, немаме инсерции и делеци. Може би ќе има, но најчесто се субституцијски, каде што се заменува еден базен пар со. Сега, дали еднакво се случуваат овие мутации во однос на сите овие 600 базни пара? И одговорот е не. Едноставно има места во овие 600 базни пара каде што се случуваат мутациите почесто. И те се така наречени hotspots, односно жешки точки на водници, каде што многу е поверојатно дека ќе се случи некаква мутација. И овие hotspots се одредени мотиви или палиндромски секвенции во варијабилните региони на тешкиот или лесниот синџир. Сега, интересно е дека различни мутации настануваат во зависност во кој степен се наоѓа клетка во нејзиниот развиток. Така, например, дали имаме незрела Б клетка или имаме зрела Б клетка. Значи, кај незрелата, или пак невина може да речеме, значи, ајде незрела ќе стои. Значи, некоја која се нема сретнато со антиген, голем дел од мутациите настануваат рандомно или во В, Д или Ј регионите во генските сегменти. Додека кај зрела, односно таа која созрела, така зрела Б клетка, најголем дел од мутациите всушност се случуваат во CDR регионите во однос на варијабилниот регион. Сега, ова е битно. Зошто? Бидејќи со ова, со мутации кои се случуваат во овие CDR региони, всушност имаме афинитетно зрење, односно матурирање на самата клетка. Односно подобрување на начинот на врзување на антителото со антигенот. Бидејќи знаеме дека CDR регионите се битни за поврзување антиген со антитело. Така, значи антиген со антитело, антибоди и антиген. И затоа, кога ќе се сретне наш со антиген, подобро е да ги фокусираме мутациите во тој дел со цел да ги подобриме, да го подобриме врзувањето. Сега нормално може тоа да резултира со нарушено врзување на антиген на антителото. Но тоа ќе се селектира, така тие кои нема да се врзуваат, едноставно ќе бидат уништени, тие кои ќе се врзуваат ќе бидат селектирани и ќе си продолжат натаму. И едноставно ќе имаме едно зрење, така афинитетно зрење. Сега ќе го видиме тоа низ експеримент. Значи ќе имаме афинитетно зрење. Сега, одека имаме експеримент, односно податоците на експеримент. Кај беше? Еве го експериментот, каде што првин извршиле инфицирање со некаков си антиген одредено животно, не е се тоа битно, но имаме примарно изложување. Така првото изложување. И што се случило? Едноставно ги забележувале колку често се случуваат мутации во кои региони, така? И ги имаме при првото изложување, значи имаме некои мутации тука, во однос на варијабилниот дел од тешкиот синџир, во однос на лесниот синџир, тука, така некои си мутации. Океј. И гледаме тука како што си поминувало време, почнуваме прв ден, тука е 14.
И како што идеме подолго и подолго изложување на денниот антиген, гледаме дека се зачестуваат мутациите. Мутациите се зачестуваат и тоа сигурно се зачестуваат како што е продолжено времето на инфекција. Сега, се направи некоја пауза и после минеме секундарно изложување на антигенот. И што се случува? Голем дел од мутациите се фокусираат во овие региони. А овие региони ние ги имаме бележано, мислам горе се бележени, всушност се комплементарно детерминачките региони кои се наоѓаат на варијабилен дел од тешкиот синџир, но исто и на лесниот. И интересно е, може да се заклучи дека еве после ми терциерно изложување, уште повеќе се фокусираат мутациите, тука имаме некои си оф мутации, но окей, нема врска. Кај тешкиот синџир гледаме дека се фокусираат, но не е до толку очигледно, додека кај лесниот синџир гледаме дека при секоја наредна инфекција се повеќе и повеќе се индуцираат мутации и особено во CDR1. Така, значи комплементарно детерминачкиот регион 1. Гледаме при имаме тука толку. Па во наредна секундарна инфекција имаме толку, а веќе почнува и CDR2. Така, па наредно имаме толку. И во CDR1 и во CDR2 во терцијарна инфекција. Значи што повеќе го инфицираме со тек на време, како што се повеќе и повеќе зреат клетките, односно повеќе и повеќе ги фокусираат мутациите таму со цел да направат подобри антитела, така за тој антиген. И ова е тоа афинитетно зрење. Значи како што е изложен антиген, таа полека прави мутации кои не се собираат во CDR региони, кои што нели беа битни за врзување со антигените. Сега, од кога поминавме се ова, последно ни останува комбинаторско поврзување на лесни и тешки вериги. Сега, имајте на памет дека секоја лесна и тешка верига ќе ги помине сите претходни 5. Така, сите претходни 5 механизми на добивање разновидност. Така, значи имаш овие 5 механизми ќе ги помине првин тешкиот синџир, така или heavy ќе го бележиме. Па истите овие механизми ќе ги помине light капа, истите овие механизми ќе ги помине, добро, освен нуклеотиди, тие се случува само кај тешкиот, ќе ги помине и ламда, така, и откога ќе го направиме се тоа, после треба да ги комбинираме дали ќе биде heavy со капа или ќе биде heavy со ламда. Така што бројот на комбинации излегува out of control. Така, значи огромен број на комбинации. И плюс тоа, имаме различни рекомбинирања на различни алели. Некои ќе бидат нефункционални, некои ќе бидат функционални. Така што и тука треба да запазиме, нели како имавме алелно исклучување и селекција на некои си комбинации. На кои што некои мали работи кои не ги спомнав е дека овдека комбинирањето на В, значи одреден В е например 21 со D13 со J4, така, има некаква си шанса да се случи. Ние иако овдека во оваа некоја си општа пресметка земавме 45 по 23 по 6, земавме ние под предпоставка дека сите имаат иста шанса со сите да се врзат. Но во пракса некои врзувања се фаворизираат. Сега лупам, но например V12 многу сака например да се врзува со D12, кој сака да се врзува со J4. Така, така што има поголема шанса ова да се случи, него некој си, не знам, V11 со D11 со J3. Така лупам. Математички би имало иста шанса, така, ако ова има 50% шанса, има и ова 50% шанса. Но во пракса приметуваме дека некои поврзувања се поверојатни. Например, ова може да е поверојатно него ова врзување. Така што овој број, дека 2,3 милиони, може да е малце помал, но сепак постојат многу други механизми кои генерираат диверзитет и добиваме многу различни варијабилни региони. Исто така кај различни животни имаме различни начини на преобразување на гените и така натаму. Нема да се задржуваме тоа, не интересира толку. Едноставно видовме се како се случува, дел овие работи ги видовме во претходното видео, едноставно сега само ги посочуваме за да ги согледаме, да, стварно, еве од каде произлегува целиот диверзитет на антитела. Добро, тоа беше се за овој видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео каде што ќе видиме како всушност може да се менуваат класите на имуноглобулини, така, без да се менува варијабилниот регион.